Денес во Основниот суд во Штип беа изнесени завршените зборови за случајот со нападнатите млади фудбалери од пионерската екипа на Брегалница на надпреварот против Шкупи кој се одигра на 24 август на стадионот Белобрдо во Штип. Јавниот обвинител денес предложи судот да изречи построга казна затвора која ќе има превентива и воспитно дејство не само кон обвинетиот, туку и кон сите останати кои мислат дека спортските надпревари се место за насилство, хулиганско однесување и манифестирање на сопствениот револт и незадоволство. Јавниот обвинител побара судот да го огласи обвинетиот за виновен за сторено кривично дело од член 386 од ставот 4 во врска со ставот 1 од кривичниот законник и да му изречи ефективна казна затвор чија висина да биде одмерена по извршената евалуација на ослободителните и утежнителните околности. Мерката притвор на обвинетиот му се заменува со мерки на предпазливост заради негово обезбедување присуство и непречено водена кривична постапка, а мерките кои се предложени од страна на јавниот обвинител се мерки за забрана напуштање на место на живеалиште, односно престојувалиште, односно подрачјето на град Скопје каде што живее обвинетиот. Оврска обвинетиот да се јавува повремено на определено службено лице пред надлежен орган кој ќе го определи судот и привремено одземање на важечка патна исправа и забрана за да напуштање на државната граница со лична карта. Одбраната на обвинетиот побара судот да донесе ослободителна пресуда за обвинетиот. Судот најави дека во следните денови ќе биде објавени пресудата за овој случај. Инаку на 24 август се одигра надпреварот од првото коло на помладата пионерска суперлига на Македонија меѓу Брегалница и Шкупи на стадионот Белобрдо во Штип, кога родител на фудбалер на фудбалски клуб Шкупи нападнал двајца фудбалери на фудбалски клуб Брегалница, а кои фудбалери се здобили со повреди констатирани во клиничката болница во Штип. Овој надпревар заврши со триумф за Брегалница со резултат